До нас стигна информации објавени на многу бугарски информативни медиуми дека пратениците во бугарското собрание веќе добиле можност да направат увид и да го погледнат нацрт договорот, усогласениот договор помеѓу Република Македонија и Република Бугарија. Тоа е објавено во бугарските медиуми и нас ни создаде дополнителна грижа и дополнителна одговорност да превземеме иницијатива како пратеници во Собранието на Република Македонија во име на граѓаните и во име на јавноста уште еднаш дополнително да побараме од владата на Република Македонија, од премиерот Заев и од министерот за надворешни работи Димитров да направат можност и пратениците во Македонското собрание во име на граѓаните да имаат увид во овој нацрт усогласен договор со цел да се избегне било каков сомнеж за содржината и за целите на тој договор. Од тие причини 6 пратеници денеска, меѓу кои јас, господинот Антонио Милошовски, господинот Никола Поповски, господинот Емил Димитриев, господинот Трајко Велјановски и господинот Владко Ѓорчев, се одлучивме да упатиме писмо до господинот Заев и господинот Никола Димитров. Дозволете ми да ви го прочитам писмото во целост, а во текот на денот ќе ви биде и доставен. Господин премиер и господин министер за надворешни работи, во македонската јавност пристигнуваат информации од бугарските медиуми за наводни елементи на текст кој бил прифатен од македонската влада во однос на содржината на билатералниот договор помеѓу двете земји. Во рамки на официјалната комуникација од македонски владини институции срамежливо се потврдува дека текстот на договорот е усогласен. Во јавноста се остава впечаток дека се прифаќа текст кој владата посакува да го формализира надвор од очите на јавноста. Истото е извор на загриженост. Собранието на Република Македонија, согласно Уставот и Законот за надворешни работи, има носечка улога во водењето на надворешната политика. Од тука, цениме дека загриженоста може да биде надмината преку споделување на нацрт текст или усогласен текст на договорот со Собранието на Република Македонија, со пратениците како представници на граѓаните. Тоа би било и во духот на ветувањата за транспарентност во работењето од страна на председателот на владата на Република Македонија господинот Заев, како и на вашите искази на Комисијата за надворешни работи, дека текстот на договорот ќе биде споделен со пратениците во Собранието, чија инклузивност сами ја побаравте. Конечно, прашуваме дали владата стои на тоа дека ќе работи заедно со опозицијата за прашање од национален интерес и гарантира транспарентност. Или веќе во првата прилика ги газите принципите што сами ги најавивте, а од опозицијата очекувате да ви поддржи ваши договори без да може да учествува во процесот. Во очекување на текстот од договорот и најскора дискусија во Собранието околу националните позиции на оваа тема, со почит Димовски, Милошовски, Поповски, Димитриев, Велјановски, Ѓорчев.